Почитувани, хаосот кој што власта на СДСМ го создава во образованието не престанува. Се уште нема учебници, се уште нема систем за учење на далечина, како што наложи состојбата, се уште е актуелен проблемот со платите на наставниците, а сега, среде епидемијата, СДСМ и техничкиот премиер Оливер Спасовски најавуваат повторно отварање на училиштата и продолжување на училишната година. Значи, повторно се создава нов хаос, полној од уредбата за учење на далечина без подготовка на наставниот кадар и родителите и учениците, без анализа на техничката опременост на училиштата и учениците, без анализа на опфатот на учениците кои ќе бидат вклучени во наставата, следува друг образовен хаос со отварање на училиштата. Повторно, без стратегија, анализа на техничките можности, односно инфраструктурата, без анализа на човековите ресурси и без планирани финансии. Очигледно е дека СДСМ и власта мислат само на партискиот рейтинг, па глумејќи нормалност го жртвуваат образовниот процес, но и здравието на децата и граѓаните. По најавата на Оливер Спасовски, техничкиот премиер од СДСМ, за отварање на училиштата кон средината на мај, и Спасовски и СДСМ мора да одговорат на следните прашања. Колку е изводлива наставата на ученици седнати во клупа на 2 метри оддалеченост и по колку ученици во таков случај ќе бидат одеднаш присутни во училницата, знаејќи дека секој одделение или клас имаат околу 30 ученици. Веднаш ќе кажам, тоа значи најмногу 10 до 15 присутни ученици во училница, па што ќе се прави со останатите 10 до 15 ученици? Колкаво работно време ќе имаат наставниците ако треба да работат во повеќе групи од по 10 до 15 ученици? Како на одмор децата ќе се одржат во групи од 2 или 3 со пропишана физичка дистанца? Како ќе организирате исхраната на учениците? Има ли услови во училиштата за одржување на хигиена на рацете на секој час? Како сите ученици и наставници во 5 до 10 минути одмор пред секој час ќе се измијат во рамки на заштита од пренесувањето на вирусот? Притоа, во кои тоалети, со кои средства? Колку ќе трае училиштата настава за едно оделение, ако се поделени на 2 групи во сите училишта кои немаат таков капацитет? Дали и како ќе ги исплатите за дополнителната работа наставниците, кога веќе и така им скративте дел од платата за успех или тежина? Колку пати ќе треба училишниот автобус да ја помине истата тура од почетната точка до училиштето, ако се почитува мерката за ограничен број ученици во него? Притоа, ако ги отворите училиштата, еден родител кој сега ги чува децата, се извинувам, ќе оди на работа. Значи ли тоа дека ќе ги жртвувате бабите и дедовците за да се грижат и излегуваат да ги однесат и донесат децата од училиште, да ги чуваат децата по училиште? И дали со планот за отварање на училиштата и продолжување на наставната година признавате комплетен дебакл во спроведувањето на учењето на далечина? Дали залудно вршевте притисок и закани врз наставниот кадар, родителите и децата? Дали тоа што сега ја продолжувате годината значи дека ништо од тоа што е сработено и согласно тоа е пополнете и дневникот нема да важи? Дали тоа значи дека нема да важи и нема да биде земен в предмет постигнатиот успех на учениците во овој период? Како ќе се исправат и регистрираат тие преклопувања? Имате ли стратегија за учениците кои не беа вклучени во учењето на далечина и особено за лицата со попреченост? Ако имате план и стратегија, објавете ги да ги видиме. Транспарентноста во образованието ви е сведена на нула. Ако ги затворите училиштата, кога дневно имавме по 10 заразени, зошто би ги отварале сега, кога дневно имаме 30 до 40 заразени, под услов таа бројка да е точна, а не поголема? Нели далечинското учење функционираше? За крај, матурантите имаат само уште 20 на работни денови до крајот на годината. Немате никаков став. Ќе полагаат ли матура од 10 до 15 јуни? Подготвени се или очекувате сите да добијат високи оценки па да навалат на факултетите? Ако сите добијат ниски оценки, чиј е пропустет и кој ќе биде одговорен?
Овој пат сигурно тоа нема да бидат наставниците. Кој ќе поднесе одговорност за хаосот во образованието? Спасовски, МОН, СДСМ, престанете со играње со образованието, уништувате цели идни генерации, жртвувате здравје, ризикувате животи, само и само заради партиски рейтинг. Ви благодарам.